Помилоста Божия, митрополит Крушевски, Демехисарски, до целата полнота на нашата најсвета митрополија, Крушевска и Демехисарска, благодат, милост и мир от Христа Спасителот наш, кој воскресна од мртвите. Денес ви собрајчаме, брајче и сестри, во воскреснатиот за најавлената тема за која проповедаме скоро ни целиот период на годината, а тоа е воскресението и животот вечен. Ние луѓето не сме само жедни за живот во овој свет во кого сме се родиле, туку понапредните меѓу нас жедни се за вечен живот. Животот во овој свет е многу богат со детали кои можат да не заинтригираат многу години, па дури и векови во вечноста. Тоа очекуваме по воскресението Христово, но малку се за да му го задржат вниманието на човека во вечноста. Ќе слушнеме некои ќе речат, што би правил во вечноста човекот навикнал на земниот живот да му биде многу пократок, па се прашува што би правил во еден живот во кого деновите нема да му се избројани. До некаде прашањето на место за оној кој бега од обожување, односно живот во заедница со Бога, вечноста би му била мъчеништво. Сигурно во вечноста нема да се досадуваме во безработица, но сигурно нема да го работиме она што би не правило незаинтересирани, безволни и потиштени. Едноставно што сега во овој живот преку воздржување почнуваме да се прилагодуваме на соживот, прво со Бога, а после и со неговиот народ, кој е црквата. Затоа овие периоди на воздржување, како што е периодот на Светата Четиресетница, кога го поминавме, се периоди на вежба, колку вечноста ќе не заинтересира за самата неја и колку ние би биле прилагодливи за живот во неја и со другите кои копнеат по неја. Таа порака ни ја носи денешниот велик ден, а ние достојно, тоа значи прочистени, да го славиме тој премин, таа паска од смрт во живот. Прославувајќи го Христовото воскресение, ние всушност се радуваме на нашето воскресение, кое ќе го добиеме на дар од воскреснатиот Христос. Тој би бил најскопоцениот дар, кој би го примиле секако поскапоцен од дарот на живот во овој свет, зашто дарот на живот е врзан за животот на планетава Земја, а најскапоцениот дар, вечниот живот, е врзан со второто Христово доаѓање и неговиот неподмитлив критериум на вреднување. Ете таквиот критериум да ни биде водач низ животот, правилно да не насочи кон целта на овоземниот живот, а воскреснатиот Христос да ни даде поддршка по патот до средба со Него. Христос воскресе, Христос воскресе, Христос воскресе. Ваш молитвеник пред воскреснатиот во тело митрополит Крушевски Демехисарски Јован на Пасха 2004 година. Христос воскресе!